се пријавуваат уште учесници? Да, затоа би го повторила ова доколку не ви смета, само да ги примиме учесниците. Уште еднаш, добар ден на сите. Ви благодариме многу за вашето присуство и искажаниот интерес да присуствувате на онлайн информативната сесија за првиот повик од ИЦЕДА грантовата шема. Моето име е Мила Јосифовска Даниловска, менаџер на програмата за општествена одговорност и човекови права онлайн во Фондацијата Метаморфозис. И денес ќе бидам во улога на презентер и модератор на сесијата заедно со мојата колешка Васка Цветановска-Панова, која во Фондација Метаморфозис ја има улогата на... Hello, may I interrupt you? Да? Hello, it's me, Terida. The language isn't in English? No, I'm afraid that you've entered the Macedonian session, which is going to be in Macedonian language. In case you're looking for the one for Kosovo or Albania, please go to... For Albania. For Albania, Levizijam Jaft. You need to go to their website, yes. Okay, thank you. You're welcome. Извината за малата дигресија. 5 организации од 5 држави од Западен Балкан правиме инфосесии во исто време, па затоа моравме на колешката да ја објасниме дека сесијата ќе се одржи на македонски јазик. Пред да започнеме би сакала само да ви повторам дека сесијата ќе биде снимана и снимката ќе биде објавена на веб страницата на Метаморфозис за да може да ја проследат и сите заинтересирани страни и потенцијални апликанти кои можеби и немаа можност да присуствуваат денеска. За тие што не се запознаени, Фондација Метаморфозис е независна организација која действува во Северна Македонија и пошироко во Европа. Нашиот тимот на Метаморфозис е составен од активисти посветени на демократијата, обединети со заедничка кауза и вредности за меѓусебна одговорност, отворена комуникација, како и непоколеблива посветеност на универзалните човекови права и демократијата. Денешнава сесија, накратко да ви представам, ќе се состои од следниве елементи. Најпрво ќе започнеме со кратко представување на проектот зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда ИЦЕДА, пошто ќе следи представување на повикот за апликации за грантови за граѓански организации за формирање на центрите за поддршка на и-влада, пошто на крај ќе следи одговорање на прашања од потенцијалните апликанти. Од вашите прашања кои претходно ги поставивте, дали преку мејл, дали преку формата за регистрација за овој настан, веќе подготвивме неколку прашања и одговори кои би сакале првично да ви ги представиме, за понатаму, откако ќе ги одговориме истите, да ви дадеме простор вашите прашања да ги поставите во четот. За почеток би сакала накратко да го представам проектот. Значи, проектот преку кој ја отвораме оваа грантова шема е зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда ИЦЕДА, поддржана од Европската унија и има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации во обликувањето и спроведувањето на дигиталната агенда на Западен Балкан. Проектот е спроведуван од вкупно 6 партнери, од кои еден партнер е од Естонија и 5 од Западен Балкан, во време трајање од 36 месеци. Проектот се спроведува во Северна Македонија, во Косово, Србија, Албанија и Црна Гора. Бидејќи забележавме дека познавањето и информациите за дигиталната агенда е доста, да кажеме, мало, би сакала да се осврна малце и на тоа. Значи, дигиталната агенда, за тие на кои што не им е познато, е иницијатива која е усвоена, која е развиена најпрвен од Европската унија, која понатаму исто така е проширена и во 6 држави на Западен Балкан. Главната цел на дигиталната агенда е да им обезбеди на граѓаните во регионот целосно да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација. Со самата посветеност кон дигиталната агенда ќе се овозможи граѓаните да можат да се здобијат со вештини за да одговараат на барањата на новата економија и ќе се помогне да се модернизираат јавните администрации,
понатаму да се зголеми поврзаноста, да се зајакне компјутерската безбедност и како да се подобри деловната клима. Со самото спроведување на дигиталната агенда, граѓаните ќе ги развијат и своите вештини за користењето на повеќето државни услуги кои се достапни на интернет или накратко кажано услугите, без да се загрижени понатаму за нивната приватност. Покрај тоа, со самата дигитализација на услугите, граѓаните ќе можат понатаму многу повеќе да се поврзаат и да подобрат климата за деловните активности, што во моментот и самите сме свесни дека се случува преку доста бирократски процедури. И сега, која е главната улога на проектот ИЦЕДА и мрежата, регионалната мрежа ИЦЕДА во сето ова? Бидејќи забележавме дека, како што напоменав на почетокот, нема големо знаење и многу информации за дигиталната агенда на Европската Унија во јавноста, токму затоа сакаме ова да го смениме со преку зголемување на учеството на граѓанските организации, кои се организациите кои им даваат глас на граѓаните што го немаат, да го зголемиме нивното учество во промовирање, во обликување и во спроведување на дигиталната агенда во Западен Балкан. Како такви партнерите од 5 земји од Западен Балкан, преку проектот што ќе го спроведуваат во наредните 3 години, ќе работат на зголемување на капацитетите на граѓанските организации и на медиумите за справување со предизвици поврзани со дигиталната агенда и промовирање на истата на локално и на национално, па и на регионално ниво понатаму. Во моментов на Западен Балкан институциите нудат многу дигитални услуги или услуги, меѓу кои спаѓаат и декларирање на даноци, регистрација на нови бизниси и така натаму. Меѓутоа, нивната употреба и понатаму е на доста ниско ниво. Преку нашите активности ние ќе се трудиме да ја зголемиме употребата на услугите преку промоција и решавање на проблеми што ја спречуваат нивната поширока потреба и заеднички со новите грантисти кои ќе станат дел од нашата мрежа, заеднички ќе се залагаме и за воведување на нови и поквалитетни услуги од властите на сите нивоа. До 2023 преку своите активности и секако преку грантовата шема, планираме да имаме создадено силна регионална мрежа на омоќени граѓански организации и подобрени услуги, да имаме основано 15 локални центри за поддршка на влада, управувани секако од членовите на мрежата на граѓанските организации, кои имаме предвидено да бидат поставени во 5 држави од Западен Балкан. Планираме тоест ќе настојуваме да имаме зголемена побарувачка на услугите и нивно зголемено користење. И секако една од целите ни е да ја зајакнеме меѓусекторската соработка помеѓу граѓанскиот сектор и државните институции за поинклузивна дигитална агенда насочена токму кон граѓаните. Пред да започнеме со прашањата, би сакала да ја дадам збор на мојата колешка Васка да ви го представи повикот, кој беше споделен во август и завршува на 30 септември 2020 година, со тоа што би сакала да ви напоменам неколку работи однапред. Поддршката која ја нудиме преку овој повик е за формирање и управување на 15 центри за поддршка кои би служале како help desk за граѓаните, за маргинализираните групи, граѓанските организации, бизниси или други заинтересирани страни и би биле управувани токму од граѓанските организации, кои се апликантите, пожелно и препорачливо во соработка со локални и национални институции. Тие центри кои ќе се постават треба да бидат главната активност и треба да послужат за асистирање на целните групи при користење на услугите, со тоа што лицата кои ќе го водат тој центар, ќе треба да им даваат поддршка чекор по чекор како се користат услугите, како и да пружаат некои основни обуки, например, за дигитални вештини и менторирање кога е потребно, например, да кажеме за постарите лица кои немаат толку многу развиено дигитални вештини. На овој начин
сметаме дека ќе се зголеми употребата на услугите и ќе се зголеми свеста кај граѓаните, па и разбирањето од користа на постоечките дигитални алатки и услуги што веќе се понудени од институциите. Затоа нагласуваме дека партнерството со институциите е навистина пожелно за да се осигура одржливост на центрите. Само пред да ја дадам збор на мојата колешка Васка, би сакала неколку примери да ви наведам, чисто да знаете од прилика за какви центри може да станува збор. Меѓутоа, не ви предложуваме активности, понатаму само ви даваме примери кои би сакале вие понатаму да видите како ви се вклопуваат во вашите идеи. Значи, центрите со оглед на ситуацијава со која се соочуваме, можат да бидат офлайн, значи креирање на физички центар, каде што ќе може да пристапи граѓанинот за да добие поддршка. Понатаму може да бидат и онлайн, зависно од тоа каква ви е замислата. Дали тоа ќе биде, не знам, преку хотлайн, некоја линија, дали преку некоја платформа ќе креирате за поддршка. И секако, меѓутоа, не исклучиво само овие три примери, може и понатаму вие да си најдете некоја ваша замисла како би го поставиле овој центар и би го водила. Може центрот дори да биде и мобилен, со тоа што, да кажеме, го замислуваме како некој патувачки караван, кој би одел во тешко достапни или рурални средини, каде што би можело да им се нуди поддршка на граѓаните за зголемување на нивната дигитална писменост и асистирање при користење на услугите кои веќе се понудени од државата. Значи, да го затворам овој дел, главната активност треба да биде формирање и управување со центрот за поддршка на влада, меѓутоа и пропратни активности, но не само тие, треба да бидат активности може да бидат активности за промоција, за зголемување на свеста кај населението за дигиталната агенда, за дигиталната трансформација, дигиталната писменост, градење на капацитетите на населението, активности за застапување и така натаму. Мислам дека за почеток доста информации ви нафрлав, меѓутоа како што ќе одиме понатаму и како што ќе имате прашања, ќе може да ги пишувате, така да секако на сите, доколку сме во можност, би сакале да ви дадеме и појаснување. Васка, ти го отворам просторот за да можеш да го представиш повикот за апликации за грантови за граѓанските организации, за формирање секако на центрите за поддршка на влада. Повели. Благодарам, Мила. Добар ден и од мене. Како што веќе Мила ме најави, јас сум Васка Цветана Скапанова, ангажирана во граѓанската организација Фондација Метаморфозис, како специјалист за мониторинг и евалуација на граѓанските организации, кои што се грантирани од страна на нашата организација. Се надевам дека ја гледате презентацијата која што ја имам прикачено позади за овој состанок. Она што сакам да го напоменам пред да започнам со презентирање на повикот е дека сите овие информации кои што денеска ќе бидат споделени со вас може да се најдат во пакетот за аплицирање кој што Фондација Метаморфозис веќе го има поставено на својата Facebook страница. Така што се она што нема да успеете да го фатите при овој состанок ќе можете нели нормално да се навратите на истите овие информации доколку ги го симнете самиот пакет за аплицирање. Инаку, како што веќе Мила напомена, во рамките на проектот на Инцеда предвидена е шема за доделување на мали грантови на граѓански организации за промовирање и за јакнување на дигиталната агенда. Она што треба да го знаете е дека предвидени се 2 циклуса. Денеска ние имаме можност да зборуваме за првиот циклус на грантова шема
за мали грантови, односно кажано преку EU јазикот лот 1, каде што имаме доделување на субгрантови за формирање на центрите за поддршка на влада. Оваа формулација ќе слушате повеќе пати во текот на презентацијата, бидејќи една од главните активности кои што се очекуваат граѓанските организации е всушност да се формираат вакви центри на локално, регионално па и национално ниво. Предвидено е да се доделат околу 15 мали грантови на граѓански организации од целиот регион. Како што веќе Мила кажа, проектот се, и како што имаме можност да видиме на почетокот на сесијата, оваа грантова шема се спроведува во сите региони каде што се спроведува и самиот проект на ИЦЕДА. Тоа значи дека ќе имаме доделување на 15 мали грантови во Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Оваа иста сесија која што одржуваме денеска во Северна Македонија, тоест во Македонија, се одржува и во другите држави, така што се очекува да имаме околу приближно 3 грантови по земја. Висината на грантовите на секој грант засебно треба да изнесува од 13 до 17.000 евра по грант. Она што за вас е важно е да знаете дека кога ќе ги планирате вашите проектни активности, дека треба да ги предвидите со време трајање од 18 месеци. Самиот повик, односно самата грантова шема, предвидено е да трае 23 месеци, каде што веќе ние навлеговме во тие 23 месеци, почнувајќи од објавувањето на самиот повик, па се до оној момент кога ќе ги затвориме малите грантови, односно кога тие што ќе добијат веќе ќе наративно и финансиски ќе се отчитаат према нас. Но, оној период кој што за вас е на располагање во однос на имплементирање на проектните активности е 18 месеци, и така треба да го планирате во рамката за активности. Имплементацијата на малите проекти се очекува да почне во декември 2020 година, а целиот овој период подоцна се надевам дека колешката ќе направи една временска рамка за тоа како да видите како ќе се движи целиот процес на грантирање, за да имате во предвид како и ќе тече процесот и како и да ги планирате нели активностите во проектите. И она што го напоменав претходно е дека се очекува формирање на центри за поддршка за поддршка на влада на територијата на Република Македонија. Целите на малите грантови веќе можете да ги најдете исто така во самиот повик кој што во самиот пакет на документи кои што го спремивме за самиот повик. Тие се исти како и самите цели на ИЦЕДА. Јас би сакала да ги прочитам накратко, чисто да на некој начин да направам заокружување на сите она што Мила претходно го зборуваше. Значи, целите на малите грантови се однесуваат на зголемување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите за справување со предизвиците во однос на дигиталната агенда, возможувајќи да станат активни учесници во самиот процес. Една од идеите е да се зајакне улогата на граѓанските организации во помагање на самите државни институции да подобро го искористат својот потенцијал во однос на информатиско-комуникацијските технологии, да се подобри квалитетот на нивните услуги и се со цел да им се помогне на граѓаните и да се зголеми отвореноста на државните институции кон граѓаните. Зајакнување на довербата и безбедноста на интернет содржување, обуки за подигнување на свеста преку мрежа на граѓански организации кои промовираат дигитална писменост. Значи имаме тука зголемување на вештини и вклученост на самите организации на регионално, национално и локално ниво. Нормално зголемување на видливоста за прашањата поврзани со дигиталната агенда во рамките на самите граѓански организации и медиумите, како и зголемување на поборувачката на граѓаните за квалитетни услуги преку обуки и подигање на свеста од страна на граѓанските организации. Она што се очекува од самиот повик е да се поттикне создавање на една погодна средина
за развој на граѓанското општество повеќе да се вклучи во дигиталната агенда, односно заедно со останатите чинители во целиот процес да подготват активности кои што ќе одат кон поголема транспарентност и отчетност преку развој на ефикасни системи на е-влада, да придонесат кон зајакнување на граѓанските организации и медиумите, како на националните, така и на грасрут организациите. Она што веќе го кажавме претходно е дека има организации кои што се грасрут организации кои што туку почнуваат да работат на оваа проблематика, на кои што им треба зајакнување во однос на користење на услугите и во однос на спроведување на дигиталната агенда, да придонесат кон зголемена побарувачка на граѓаните за одговорност на институциите кои обезбедуваат услуги, и да се придонесе кон продлабочено разбирање и инклузивност на приоритетите за развој на информатичкото општество, оделотворени во дигитална агенда на Западен Балкан. Многу е важно да имате големата слика пред себе и да знаете дека ова што ние го правиме, не го правиме само на национално ниво, значи паралелно се вакви активности ќе спроведуваат и останатите граѓански организации кои што се во другите региони кои што претходно ги споменав, и сето тоа треба да придонесе кон покривање на ефикасноста на системот на владите и покривање на свесноста кон граѓанските организации и општеството и генералната популација воопшто кон дигиталната агенда на ниво на целиот Западен Балкан. Исто така, генерално, ова веќе го кажавме, дека треба да работиме на ефективно застапување. Резултатите кои што треба да ги дадат нашите мали грантови треба да дадат во насока на подобрување на вештините за вмрежување, партнерство и градење коалиции. Треба да се насочиме кон зголемување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите да придонесат за постигнување на целите на дигиталната агенда, како и како таја да послужи на заедниците и да им овозможи искористување на сите оние алатки кои што треба и сите оние податоци кои што државните институции треба да ги имаат достапни за граѓаните, да бидат на располагање за сите подеднакво. И ЦИДА ќе ги поддржи регрантистите да развијат и да спроведат иницијативи и да градат партнерства на локално и регионално ниво. Ова веќе колешката го напомена со самиот факт што на некој начин ви даде информации и насоки за тоа какви све активности очекуваме граѓанските организации да предложат во своите проекти. И она што е многу важно, што сакаме да го имате во предвид, е дека во рамките на ИЦЕДА се планира да се формира национална мрежа, која што ќе биде дел од регионалната мрежа на ИЦЕДА. Сите оние регрантисти кои што организации кои што ќе станат регрантисти и ќе бидат дел од оваа грантова шема, ќе станат и членови на регионалната мрежа на ИЦЕДА, што во суштина понатака ќе доведе до мрежно работење, споделување на искуства, како и можности за обезбедување нови фондови преку склучување на нови партнерства. Сега да навлеземе малку подетално во техничките капацитети што треба да ги понудат невладините организации и во однос на оние критериуми за подобност на кандидатите. Кандидатите треба да бидат непрофитни невладини организации регистрирани како граѓанска организација, согласно Законот за граѓански организации и фондации на Република Македонија, треба да бидат регистрирани во Северна Македонија најмалку една година пред датумот на објавување на повикот и да имаат едногодишно искуство во спроведување на проекти на територијата на нашата држава. Мислам дека критериумите се прилично отворени за да можат подеднакво да аплицираат сите оние организации кои што се сметаат
способни и моќни да спроведат проектни активности кои што одат во насока на зајакнување на дигиталната агенда. Една организација, ова е многу важно, бидејќи обично исто така представува дел од оние EU критериуми кои што можеме да ги најдеме при EU повиците. Една организација може да аплицира со само една проектна апликација како главен апликант и може да учествува во само една дополнителна апликација за проект како коапликант. Тоа значи дека една организација може да учествува во 2 проекти максимум и да се јави 2 пати на повикот, односно еднаш да се јави како главен апликант, односно носител, и вториот пат да се јави веќе како коапликант или партнер. Алтернативно, една организација исто може да учествува најмногу во 2 повика, но во овој случај, доколку организацијата одбере дека треба да се јави само како партнер, тогаш може да ја видиме 2 пати, но само како партнерска организација. Тоа нели е оставено на самите организации да одлучат како ќе аплицираат на овој повик или не. И ово мислам дека е доста широко поставено за организациите. Она што е многу важно, кажавме дека нели проектите треба да бидат во рамките на буџет од 13 до 17.000 евра, но во рамките на тие трошоци, на таа сума треба да имаме прифатливи трошоци, односно трошоци кои што процентуално гледано ќе спаѓаат во оваа шема. Во однос на буџетирање, имајте на ум дека кога ќе ги буџетирате вашите активности, за човечки ресурси треба да вклучите најмногу 30% од вкупните буџетски трошоци. За административни трошоци треба да одделите максимум 10% од вкупните буџетски трошоци, додека останатите 60% треба да бидат директни трошоци за спроведување на активностите. Така да имаме некој баланс помеѓу парите предвидените, средствата предвидени за спроведување активности и средства за административни трошоци и за плати. Ова е некоја индикативна рамка по која што треба да се движите за вашите трошоци да бидат прифатливи во рамките на малите проекти. Исто така, во однос на техничкиот дел на апликацијата, добро би било да ги поминеме критериумите за селекција и да го објасниме начинот на евалуација. Најпрво, како што веќе неколку пати спомнавме, ќе бидат поддржани иновативни проекти кои што ќе понудат на некој начин решавање на веќе кажаните погоре, условно кажано, проблеми со кои што се соочува нашето граѓанско општество во однос на недостатоците на дигиталната агенда, вклучително и државните институции од една страна. Значи ни бараме иновативни проекти кои што директно ќе ги поддржуваат целите на ИЦЕДА и ќе демонстрираат посветеност кон подобрување на дигиталната агенда, преку подобрување на дигитална писменост и употреба на услугите на е-владите, тоест е-владата во случајов. Ќе се поддржат иницијативи кои што воведуваат иновативни модели на соработка помеѓу граѓанските организации, јавните институции и медиумите, проекти кои што ќе нудат креативни и ефективни стратегии за ангажирање на целните групи, како и проекти кои што ќе произведат едукативни мултимедијални содржини, што можат да се дистрибуираат преку различни платформи, например креирање на видеоматеријал, на други визуелни помагала кои што можат да се користат како ТВ емисии, како едукативни платформи, како и клипови кои што ќе можат да се закачат на интернет, а исто така да се споделуваат и да бидат достапни за пошироката јавност.
Ќе се поддржат проекти кои што стратешки ќе користат традиционални и нови медиуми за зголемена видливост, тоа што значи дека ќе имаме, бараме соработка помеѓу офлайн и онлайн медиуми, каде што проекти каде што ќе се промовира интегративен пристап со фокус на етничка припадност, пол и возраст, че многу е важно да го имате на ум оној right-based approach кој што за кој што се залагаме како граѓански организации, а тоа е да бидат недискриминаторски проектите, да не дискриминираат, да не стигматизираат, односно напротив да помагаат во инклузија, да имаат на ум кога ќе се креира апликацијата да се има на ум етничката припадност, да се опфатат исто така може да размислувате нели за опфат на маргинализирани заедници, на лица од рурални средини, така што овој дел останува на вас и на вашата инвентивност како би можела дигиталната агенда да им ја приближите на сите граѓани подеднакво. Проекти се поддржуваат проекти кои што ќе поттикнуваат партнерства и соработка помеѓу различни засегнати страни, вклучително и граѓански организации, нормално медиуми, државни институции кои што без разлика да работат на локално или централно ниво или кои што е најпотребно во моментов, а тоа е образовниот и деловниот сектор. Она што е исто така важно во однос на техничкиот дел е да знаете дека грантовите ќе подлежат на 3 фази на проценка, односно предпроценка, проценка и доделување на грантови. Предпроценката е фаза во која што секоја апликација ќе оценуваме првин дали ги задоволува административните критериуми, односно дали ги има доставено сите документи кои што се наведени согласно с критериумите за подобност. А тоа би било следново: апликантите да се од целните земји, односно да се земји регистрирани во Македонија и да вклучуваат активности во рамките на територијата на нашата држава. Предложените иницијативи да демонстрираат јасна визија, задоволувајќи ги посебните потреби на сите граѓани подеднакво, да вклучуваат јасни улоги на сите партнери, тоа значи дека доколку вклучите партнери во апликацијата, треба да еволуционата комисија која ќе го прочита вашиот предлог проект, треба да им биде јасно кои активности ќе бидат спроведени од кого, или пак доколку заеднички ги спроведувате, тоа треба да се наведе. Формуларот за апликација да е целосно пополнет и да ги вклучува сите потребни прилози, за прилозите ќе зборуваме сега малку подоцна. Апликацијата да биде доставена во рокот и бараната финансиска поддршка да не го надминува максималниот износ на грант. Следните апликации ќе добијат приоритет при процесот на избор. Значи, еволуционата комисија кога ќе види дека некоја проектна апликација е креативна и нуди ефективни иницијативи со висок потенцијал за долгорочна одговорност, веќе ќе и даде приоритет на таа апликација, односно иницијативи кои придонесуваат за зајакнување на вмрежување на локално, регионално и национално ниво. И она што е особено важно, затоа и вака малку подвлечено, е дека ќе се даде директна предност на проектите што ќе имаат директно партнерство со локални или централни институции. Значи, сите оние проекти, сите оние организации кои што ќе влучат во своите проекти партнери од локалните и централните институции, веќе добиваат се еден чекор понапред од останатите, така што кога ќе ги планирате овие активности, гледајте да имате склучено партнерство со некоја од институциите или локалните самоуправи кои што ќе можат подоцна во текот на спроведување на активностите да ви се најдат и да ви на некој начин да ви помогнат во остварување на целите на вашите мали проекти.
вака би изгледало бодувањето. Сите апликации кои што се позитивно оценети за време на предпроценката ќе бидат презентирани пред управувачкиот комитет или еволуционата комисија. И при тоа бодување, при тоа оценување, врз основа на управувачкиот комитет и нивните бодувања, апликацијата ќе влезе во одбивање, условно одобрување и одобрување. Бодувањето би одело на следниот начин. Значи, 70 поени ќе се дадат на техничкиот пристап, односно, кога ќе ги разложиме тие 70 поени би изгледале вака. 30 поени ќе се даде на важноста на самиот проект, односно на потребите и прашањата кои што се адресираат, односно колку вашата проектна апликација и предложените активности се важни во однос на креирање на е-центрите и на покревање на заекнување на дигиталната агенда во Македонија. Квалитетот на самите активности, тоа веќе имаме 15 поени за квалитетот на активностите, 30 поени имаме за релевантност или важност за потребите на целите на малите грантови. Потоа имаме 15% во однос на вашите резултати. Како активностите ќе придонесат кон остварување на резултатите на вашиот мал грант. И 10 поени даваме за иновативност, односно за тоа што ќе го понудите како иновација во однос на решавање на потребите и прашањата поврзани со дигиталната агенда. 10 поени се даваат на организацијскиот капацитет и на организацијата и тоа колку во изминатата година, дена или повеќе во зависност од времето кога е регистрирана, какви капацитети носи самата организација. 5 поени се доделуваат на административна, финансиска и финансиски менаџерски капацитети, а додека 5 поени се доделуваат на претходни искуства и резултати кои што ќе ги прикажете нели во самата проектна апликација во подрачја кои што се слични на ова што денеска го зборуваме, односно на ИЦЕДА, поврзани со нашиот проект. И уште 20 поени се добиваат за трошоците, тоест за буџетот, колку е тој ефективно ги одразува, колку буџетот ги пресликува активностите во проектната апликација. Тој треба да биде ефективен и треба да биде во полни критериум кој што го кажавме погоре во однос на прифатените трошоци, доколку дадете предлог буџет кој што ги задоволува тие критериуми во однос на процентуалната застапеност и во однос на како активностите се преточени во средства, во тој случај веќе можете да добиете максимум 20 поени. И следејќи ги најдобрите практики, значи пак ќе кажам ова и повеќе ние мора да се водиме по некои критериуми кои што веќе ЕУ ги има поставено, го зимаме прагот од 70 поени. Сите оние апликации кои што ќе надминуваат 70 поени нагоре, веќе ќе бидат разгледани. А сите оние кои што не го надминуваат прагот веќе ќе бидат во таа листа на одбиени или евентуално во таа листа што ја кажавме преска каде што ги имаме на некој начин добрите идеи, ама условно одобрени. Тоа што го зборувавме претходно. Така што, без разлика, кога ќе ги кога ќе ги правите вашите проектни апликации, земете ја оваа листа која што јас сега ви ја презентирав и кога и само оценете си ги проектите.
Значи, видете, според вашата лична интуиција или заедно со некој колега кој што не учествува во пишување на проектот, направете една своја оценка и видете колку поени ќе заработите, што би се кажало, и доколку вие сами си дадете заедно со луѓето кои што ќе се оценувате, во тој случај бидете сигурни дека апликацијата треба да ја пратите. Доколку вие се оцените слабо, верувајте дека и управувачкиот комитет веројатно ќе има истото мислење како вас. Подгрантовите ќе бидат доделени на највисоко рангирани предлози, додека остатокот ќе биде ставен на таа што ја зборуваме резервна листа. Начини на аплицирање и административни документи. Значи, сите документи кои што ќе ви бидат потребни за аплицирање, вие можете веќе да ги најдете на страницата на веб страницата на Фондација Метаморфозис. Она што дополнително, значи, станува збор за апликационата форма, временската рамка и буџетот. Значи, Метаморфозис изготви стандардизирана форма, тоест формат за аплицирање, кој што предлог проектите ќе ги очекува да бидат доставени на тој начин. Значи, нема потреба да измислувате вие сами апликациони форми и буџети, бидејќи тоа веќе е направено за вас, само ќе треба да ги симнете и да почнете во нив да пополнувате. Она што дополнително ќе ви треба е копија од документи за регистрација, годишен наративен и финансиски извештај за претходната година, се однесува на 2019, ревизорски извештај. Она што сакам да ви го напоменам дека не е задолжителен за организации со обрт на средства над 30.000 евра годишно. Тоа ние ќе го видиме по финансиските извештаи. Но Евалуационата комисија ќе го разгледа позитивно, доколку го испратите, нормално го имате. Новоотворените организации, мали организации со годишен обрт помало 30.000 евра годишно, не се обврзани да поднесат извештај за ревизија. Она што во административни документи ќе треба, значи освен копија за регистрација, годишен наративен извештај, ревизорски извештај, битно е да испратите CV на клучниот персонал, значи луѓето кои што ќе бидат ангажирани во проектот, и нормално да доставите информации за партнерите и писма за обврски. Писма за обврски се мисли да оние партнерства кои што ги склучувате со државните и локалните институции, дали тоа ќе биде во вид на меморандум за соработка или некаква друга форма, но доколку во апликацијата видиме дека сте напишале дека партнер ќе ви биде некоја државна институција или некоја локална самоуправа, во тој случај очекуваме дека во административните документи треба да имате и некакво писмо кое што тоа ќе го конфирмира, односно писмо од институцијата дека ќе ве поддржи во текот на спроведување на проектите. Начинот на аплицирање е следен. Значи, оно што е важно да го знаете дека апликациите се доставуваат на англиски јазик. Крајниот рок за доставување е 30.9.2020 година до 23:59 часот, односно до 12 часот по полноќ. Крајен рок за поставување на прашања е 15.9, што значи дека гледано од денеска имате 5 дена за поставување прашања и прашањата треба да ги доставите на имейл адресата која што е ставена iceda@metamorphosis.org. Исто така, многу важно да знаете дека апликациите не треба да ги печатите, односно спремените документи и пополнетиот формат на англиски јазик го доставувате по електронски пат на iceda@metamorphosis.org до 30.9.2020 година. Сите документи и сите она што го зборувавме можете да го најдете на овој линк кој што е тука поставен. Исто така, како што веќе неколку пати мојата колешка кажа, оваа сесија ќе биде снимена и ќе биде поставена на нашите социјални мрежи и доколку нешто или покасно сте се вклучиле или нешто не сте пофатиле од самите представување на повикот, ќе можете да го најдете на нашите социјални мрежи.
Мила, доколку има нешто дополнително да додаде, а јас евентуално сум го испуштила, би те замолила да ме дополниш. Така, ти благодарам Васка на презентацијата. Се надавам дека истото им разјасни некои дилеми на присутните или пак ги поттикна да постават прашања. Пред да ги одговориме вашите прашања поставени преку чет, би сакала да споделам со вас листа на прашања и одговори кои успеавме да ги собереме од вас и од други заинтересирани страни. И бидејќи забележав дека веќе почнавте да пишувате прашања во чат, би сакала само да ве замолам. Вашите идеи за проектот не можеме да ги коментираме. Затоа ве молам да не ги споделувате на сесијата во чат, бидејќи е можно некој да аплицира со идеја идентична на вашата и понатаму вие автоматски да не го добиете проектот доколку имаме две идентични идеи. Секако, Васка, мислам дека престана да прави share screen. Не мислам дека го има уште. Аха. Барам кај мене го има, сега не знам дали другите учесници го гледаат. Секако. Да ве замолам да ми кажете дали ја гледате мојата презентација. Почнуваме со временска рамка. Да? Супер. Значи, само накратко да поминеме низ временската рамка, чисто за да знаеме од прилика како тече целата грантова шема и кога би можеле вие да очекувате ние да ве потенцијално да ви сконтактираме. Секако временската рамка е подложна на промени согласно со динамиката на проектот и условите за работа кои ги диктира моменталната состојба. Повикот и инфосесиите повикот го отворивме во август и ќе трае до крајот на септември, како што веќе напомена Васка. Моментално се прават инфосесии во сите држави. Инфосесијата ќе е снимана и ќе биде поставена на веб страницата на Метаморфозис и понатаму споделена на социјалните медиуми на ИЦЕДА проектот и на Метаморфозис. Меѓутоа, мејлот iceda@metamorphosis.org.mk е отворен за дополнителни прашања до 15 септември за сите заинтересирани и потенцијални апликанти во врска со овој повик. Во октомври и ноември ќе работиме на разгледување и евалуација на проектните апликации и потенцијално контактирање со потенцијалните добитници на подгрантовите. И во ноември планираме почетен состанок со добитниците на подгрантовите и секако формирање на мрежата од граѓански организации која заеднички ќе работи на целите на проектот ИЦЕДА, кои исто така, како што можете да забележите, се и целите на овој повик. Со тоа што од декември 2020 година се планира спроведување на подгрантовите и од тогаш понатаму да започне и градење на капацитетите на грантистите. Од прашањата кои успеавме да ги собереме од вас се следните. На прашањето дали се подобни за апликација здруженија кои немаат претходно искуство со проекти, како што веќе знаете, еден од условите е апликантите да имаат минимум едногодишно искуство во спроведување на проектите во Северна Македонија. На прашањето кој би бил задолжителен препорачен број на минимум и максимум партнери, најпрвин, како што стои во повикот, една граѓанска организација може и сама без партнер да аплицира на повикот и немаме поставено ограничување за максимум број на партнери, меѓутоа, кога и да вклучувате партнер, секој од апликантите треба соодветно во апликацијската форма да прикаже како тие ќе бидат вклучени, како тие суштински ќе бидат вклучени и која е додадената вредност од нивниот допринос кон проектот. Зошто ги вклучувате? Како тие би допринеле кон активностите? Јас се извинувам, ова е едно од прашањата на едно од учесничките. Вика, каде што прашува
партнерство со локални јавни институции, на кој начин да биде прикажано во проектот. Со писмо на поддршка. Да, јас тоа веќе и го спомнав, дека доколку склучувате партнерство со некој од локалните самоуправи или државни институции, треба да обезбедите некаква писмена согласност од една страна. Дали ќе биде тоа меморандум за соработка, дали ќе биде писмо за поддршка, формата во која што вие ќе ставите нели на хартија таа соработка, ја оставаме на вас, но меморандум нели за соработка е најсоодветна. И сега следното прашање е, вика, бидејќи не може да бидат официјални партнери во проектот. Така што јас, ние официјални партнери во проектот, тие може да бидат, доколку вие решите да ги вклучите. И напротив, ние кажуваме дека таквите апликации ќе имаат нели предност. Така што со тоа што размислете како ќе се буџетирате, бидејќи нели партнерите во проектот треба најголем дел од средствата треба да бидат за активности. Така што гледајте на кој начин ќе ги вклучите локалните и државните институции, гледајте да обезбедите нивен комитмент, односно да се обврзат дека ќе го поддржат со некаква изјава. Така што јас извинувам, Мила, што ти влегов, но мислам дека во овој дел беше најсоодветно да и се одговори на учесничката. Точно така, ти благодарам, Васка. Значи и тој го одговара прашањето дали е задолжително партнерство или писмо за поддршка од општината. Како што веќе наведавме, партнерството со локална или национална институција не е задолжително, меѓутоа предност ќе имаат апликациите кои имаат остварено партнерство со истите. Како што кажа Васка, писмено тоа партнерство може да го прикажете дали преку писмо за поддршка или преку меморандум за соработка, меѓутоа треба изречито да се наведе на кој начин ќе биде таа институција вклучена во остварување на целите на проектот. Само еден пример ќе ви дадам, меѓутоа не треба ова да се земе здраво за готово, може и преку може и на други начини да се оствари таа контрибуција. Може би, да кажеме, пример, општината би можела да ви обезбеди простор, може би да ви обезбеди некои други ресурси. Може на тој начин да општината да оствари контрибуција или придонес кон проектот. Меѓутоа, ова е само еден изолиран пример, така да на вас оставаме да видите како би се одвивало вашето партнерство. Секако главната цел ни е, откако ќе завршат грантовите, да се оствари одржливост на овие центри кои ќе ги воспоставите. Понатаму, дали невладини организации кои работат директно на социјализација и активности за деца со посебни потреби може да се вклучат во повикот? Повикот не дискриминира, односно сите заинтересирани граѓански организации кои одговараат на условите кои се одредени во повикот, кој повикот го имате на веб страницата на Метаморфозис и Васка пред малку го представи со така, се поттикнуваат да аплицираат на повикот со идеја која ќе влегува во рамките на тоа што веќе го објаснивме, односно повикот. Дали проектите за повикот за лот 1 треба да се согласно која било од 5 цели на ИЦЕДА или само на специфични? Не е задолжително апликациите да се фокусираат на сите 5 цели. Може да има и некоја апликација која само на една или две цели се фокусира, меѓутоа толку е добра идејата што со самото остварување на тие две цели, една или две цели, ќе успее да го постигне резултатот кон кој целиме. Дали треба да се обезбеди кофинансирање, исто така беше едно од прашањата. Не, обезбедување на кофинансирањето не е еден од предвидените задолжителни услови во рамки на повикот. Да? Има уште едно подоле, за да фатиме некој ревослед, да никого да не испуштиме, дали е потребно да има вработени во организацијата за планирање на финанси или може само како хонорари? Значи, на повикот
имате еден дел human resources, човечки ресурси, меѓутоа тоа е третото прашање, ќе го одговорам. Значи, кои трошоци спаѓаат под човечки ресурси? Тоа се трошоци кои се за лица кои се ангажирани за спроведување на проектот, без разлика дали тие ќе добиваат плата како вработени или хонорар. Значи, при пополнување на буџетската табела, оваа поделба треба соодветно да се прикаже. Меѓутоа, не е битно дали лицето кое ќе биде одговорно за спроведување на проектот, не е важно дали е вработено, дали ќе добива плата или ќе добива хонорар преку авторски договор. Ако е тоа се, да се навратиме на едно од прашањата, subcontracting, дали е оправдан трошок. Вака беше поставено прашањето и ние имаме два одговори, бидејќи не сум сигурна дека добро го разбравме. Доделување на мини грантови, регрантирање или subgranting не е дозволено. Меѓутоа, во смисла на склучување на договори со физички лица или ангажирање на експерти во рамки на проектните активности кои вие сте ги предвиделе во вашата апликација, тоа е оправдан трошок. Да продолжиме понатаму. Дали се поддржани од активности како набавка на опрема, модернизација на софтвери? Ова беше едно од прашањата на кое наидовме. Буџетирањето на набавка на опрема во рамки на апликацијата секако е дозволено, меѓутоа под услов потребата за истата да биде добро образложена и оправдана. Имаме ограничување на буџетирање за набавка на опрема до 5000 евра, што треба да се земе предвид, и секако набавката треба да се одвива преку транспарентна тендерска процедура според ЕУ правилата, која ќе им биде објаснета на добитните апликации при првиот почетен состанок кој ќе го имаме во ноември. Понатаму, дали луѓето ангажирани од страна на субгрантистите или регрантистите може да бидат вработени во државно образование како професори или јавни службеници? Плати на вработени лица во јавна институција не се оправдан трошок. Меѓутоа, доколку хонорарно се ангажираат лицата кои се вработени во јавна институција, се препорачува, тоест наша препорака е во договорите со тие експерти да се стави клаузула дека нивната работа на проектот е строго во рамки на нивното слободно време и дека за тој ангажман не се користат јавни средства и или ресурси. Ова е правило од Европската унија, кој ниту ние смееме да го прекршиме, така да ова е нашата препорака. Доколку веќе се нафаќате на тој подвиг да ангажирате лица кои се вработени во јавни институции. И, извинете, технички, да. Ова беа накратко вашите прашања кои веќе ги поставивте. Сакам да споменам уште еднаш дека вашите идеи за проектни апликации или активности не можеме да ги коментираме. Ви споделивме веќе неколку примери и според тие вие може самите да одредите дали вашата идеја може да се вклопи во овој грант. И затоа би ве замолиле истите да не ги споделувате на сесијата, чисто од тоа вие самите да се заштитите, да не некој понатаму аплицира со идеја идентична на вашата. Доколку при оваа сесија не добиете одговор на вашето прашање или не успееме да ви го одговориме прашањето, бидејќи понекогаш има потреба и за консултација со други страни, без разлика дали тоа е административно, финансиски тим, можеби партнерите или можеби донаторот, ве охрабруваме на писмено да го испратите вашето прашање на мејлот кој моментално е поставен iceda@metamorphosis.org.mk до 15 септември 2020 година, до крајот на денот. Значи не до крајот на работното време, до крајот на целиот ден. Мила, јас би сакала да те замолам да видиш, има уште едно, тоест две прашања, кои што едното веќе го одговоривме, ама веројатно треба малце подобро објаснување. Да, само секунда, зашто не ги гледам.
Тоа се последните две прашања. Последните две прашања. Дали ќе можеш, Васка, да ми ги прочиташ? Вика, дали за доделување Аха. на подгрантовите ќе се води сметка за рамномерно распределување на ниво на плански региони и дали апликацијата со повеќе општини ќе добијат повеќе поени од кои со една или помалку? Ова е едно прашање. Ова, само секунда да го одговорам ова, зашто има две различни прашања во едно Да. прашање. Дали за доделување на подгрантовите ќе се води сметка за рамномерно распределување на ниво на плански региони? Ќе водиме сметка за тоа и исто така во тие 15 грантови ќе се води сметка и рамномерно распределување по држави. Што значи дека од прилика по 3 гранта се очекува, се планира, односно, да се доделат во секоја држава. Меѓутоа, доколку некоја држава, најпрвен, нема квалитетни идеи или апликации, распределбата ќе оди на друг начин, меѓутоа, првин ќе гледаме тука да има добра распределба. Понатаму, на ниво на плански региони ќе се гледа да биде рамномерно распределување на ниво на плански региони и секако тоа сепак повторно зависи од квалитетот на апликацијата и од активностите кои се предложени во истата. Дали апликација со повеќе општини ќе добијат повеќе поени од оние со една или помалку? Посветеноста на овие општини и нивната инволвираност ќе се цени многу и секако предност се дава на апликациите кои имаат партнерство со локални или национални институции. Меѓутоа, сепак и тоа ќе зависи од целокупната идеја на проектот. Како тие ќе бидат вклучени. Целиме кон тоа тие суштински да бидат вклучени и понатаму по завршување на грантот да продолжат со одржување и спроведување на активностите во тој воспоставен центар. Така да мислам дека тоа би било одговорот на прашањето. Се надавам убавка дека ви ве гледам, нема проблем. И Сања Ристич, за тоа мислиш, извинете, како е да. Јас знам на што мисли Сања во однос на критериумите за подобност. Веројатно на тоа, така да може слободно или да пише или да ме поправи ако недоволно ја разбирам. Бидејќи од една страна викаме дека треба да бидат невладени организации, но кога зборуваме за невладени организации, мислиме на носители на проект. Не мислиме на партнери. Значи, тука е таа разлика која што ја правиме. Но, доколку нашата апликација како невладина организација вклучува партнер, во тој случај партнерот се препорачува да биде некоја, тоест не се препорачува, ќе добијат повеќе поени, ќе влезат ќе бидат во поголема предност од ние организации кои што како партнери ќе вклучат јавни институции. Сега, начинот на нивно партнерско вклучување, како што кажавме претходно, треба да биде поддржано со некое писмо за соработка, меморандум за соработка. Формата е нормално ја ставаме ваша, но писмото да биде јасно нагласено дека таа институција, таа локална самоуправа се обврзува да помогне при спроведување на проектот со тоа и тоа. Значи, тоа би значило партнерството со јавна институција. Истото тоа можете да го врзете со она што Мила го зборуваше во однос на доделување на хонорари. Јас и првично го кажав, значи, размислете и на буџетот. Како вклучувањето на јавните институции ќе се одрази врз под распределба на буџет. Така што тоа се сите работи кои што нормално при планирање на една проектна апликација треба да ги земете во предвид. Значи, може да бидат официјални партнери, но не може да бидат носители на проектот. Носители на проектот секогаш мора да бидат граѓански организации. Формата на склучување на партнерство со јавна институција е преку потпишување на документ или меморандум за соработка во кој што ќе биде јасно наведено која организација, тоест која институција што нуди и како нуди при спроведување на проектот.
како ќе се вклучи. Јас се извинувам, може вака да се вклучам, зашто многу тешко е да се разбереме со пишување. Ви благодарам многу, да, Сања Ристич. Слободно, повелете. Само едно ме буни, зашто не сакам да дојде до тоа административно после да биде проектот отворен у прва фаза, зашто изречно во инструкциите пишува дека апликантите и коапликантите мора да бидат civil society organizations. Значи, многу е полесно општината да ја ставиме како партнер, зашто више е вклучена во одредени наши активности. Сега смее да биде, стварно смее да биде, зашто е спротивно со тоа што го пишува во гайдлайнсот. Значи, смее да биде општина партнер или не смее да биде партнер. Ако е подобро да има писмо или меморандум, тогаш да идеме на сигурно со тоа. Али, нели, стварно сакам да разјаснам дали може да биде партнер официјален или не. Се препорачува општината, нели локална институција или национална институција, без разлика дали ќе склучите соработка со некое министерство, на пример МИО или можеби со АЕК, се препорачува институциите да ви станат партнер на апликацијата, бидејќи така може да се обезбеди некаква одржливост понатаму на тој центар. Ја ве разбирам, да, предпоставувате дека има конфузија, но кога ќе ставите ви општината за партнер, барајте и меморандум за соработка да ви подпише. За разлика од другите партнери, како што се невладини организации, ако сакаат две невладини организации да бидат вклучени, во тој случај немате потреба вие за подпишување на меморандум за соработка. Ме разбирате? Туку само се ги ставате нив како, нели, како апликанти и понатака, како коапликанти, извинете, и понатака ги објаснувате во текот на самата проектна апликација, што ќе прави партнерот како институција, како организација невладина и како тој ќе се вклучи. За разлика од локалните самоуправи и државните институции, освен што ќе ги ставите како партнери, вас ви треба и пусулче, на некој начин така кажано, кој што ќе обезбеди, нели, како да кажам, валидитет на тоа партнерство ваше. Ме разбирате каде е разликата? Не, ја разбирам, они дека треба некоја намера официјална да подпишат, само ми беше административно дали е дозволено општина да фигурира како партнер, зашто пишува во апликацијата дека не може да фигурира. Затоа мене ми е само тоа да не биде отфрлена апликацијата, да не имаме недоразбирање грешно. Ве разбирам. Зашто сега вие викате дека може да биде, а таму пишува не смее да биде, значи, јавна институција. Тоа ми беше само прашањето да не дојде после до отфрлање на апликацијата. Не пишува дека не смее, туку пишува дека невладина носител на проектот треба да биде невладина организација. Да. Но во случајов вие јавна институција немате како носител на проект, имате како партнер само. Ама да, збунувачки е тоа со коапликант. Ве разбирам на што мислите. Да, тоа, дека пишува applicants and co-applicants need to... Да, ве разбирам. Ева количката нека потврди уште еднаш за да си бидете на сигурно. Мислам дека тоа може и кога ќе ги објавуваме прашања и одговори, тоа да го нагласиме па да искочи како официјално, да, супер. Одлично, фала ви многу. Нема проблем. Ништо, Иве, го запишуваме и тоа, меѓутоа уште еднаш да потврдам, носител на апликација, граѓанска организација и се препорачува секако партнер да ви биде локална или национална институција. Ке може да земам спор јас само секунду? Илина, да, повелата. Не, само подносно, имам јас неколку прашања, меѓутоа треба да ги процесирам моментално, па понатаму нели ќе ви сконтактирам до 15. Меѓутоа по однос на истово, сега предпоставувам, како што јас сватих со оглед на нели искуство во невладиниот сектор, дека секогаш мора да направиме некоја дистинкција помеѓу, како што спомнавте и претходно, коапликант и партнер. Во поглед на коапликант, односно поделба на ресурси, поделба на активности и слично, и партнер во форма на партнер за поддршка, со кој што би склучиле нели меморандум за соработка и понатаму би нормално тие би ги користеле нашите ресурси, односно активности кои што и резултати кои што би произлегле од активностите, а нормално
Еве, давам прост пример, зборувам за општините. Општините во овој случај, да речем, доколку би биле партнер како во форма на меморандум за соработка, би ни ги дале нивните простории на користење, нели, доколку сакаме да организираме некаква обука, каравани или слично. Можеби треба да се размислува во таа насока во поглед на партнерство со општини, институции, државни и слично. Поднос на прашањето од колешката. Тоа е еден пример. Еден од примерите кој би можело така. Можеби и, да кажеме, општината, сега карикирам, можеби да ви отстапи и целосен простор за воспоставување на офлайн центар. Зошто да не? Можеби ќе ве подпомогне со ресурси како што се лаптопи или компјутери или принтери, да кажеме. Можеби и ќе, не знам, ќе покрива рижиски трошоци за тој простор, значи да не ви наплаќа на вас, туку иако ви го одставува просторот, да покриваат струја, вода, што и да оди со се тоа. Можеби и принтање би можеле да ви покријат, доколку има такви трошоци. Така да, тоа секако е еден од примерите. Дали можеби некој друг има некое прашање да постави, бидејќи рековме дека максимум 1 час ќе трае да се сијава, меѓутоа би сакала да им дадам простори на останати учесници, доколку имаат некоја прашања. Се извинувам, дали ќе може да прашам нешто? Слободно. Сонја, да, повелете. Сонја, вака сега. Се работи дека ние сме в група на организации од 3 земји, Македонија, Албанија и Косово. Групата која што работеше беше многу поголема, меѓутоа тие земји бидејќи не се дел од вашиот повик, затоа само овие ги спомнувам. Бевме дел од еден поголем проект на Светска банка, каде што темата беше токму social accountability и меѓу другото беше фокусирана на локални самоуправи. Тоа беше програма за градови од југоисточна Европа. Да не го тупам многу, моето прашање конкретно е дали секоја, бидејќи ова не е регионален повик, иако е регионален повикот, практично сите работи се поврзани, односно се однесуваат на активности на организации по земји. Да. Дали аплицирањето на нас како 3 организации со иста тема, но специфична за секоја од земјите, бидејќи не може да пуштиме една апликација, таква опција нема. Меѓутоа, дали како 3 апликации од 3 земји, кои што практично би работеле со исти пристап, значи иста методологија, начинот на активностите како би се одвивале со исти активности, но нормално, посебно во Македонија, во Косово и во Албанија, дали таква опција воопшто е прифатлива, дали такво нешто воопшто сте размислувале кога сте го концепирале повикот за овие мали грантови шеми, или имате некој друг совет со кој што ние како концепт би биле дел од ова или на кој начин би се легитимирале на вашиот повик? Благодарам. Ако добро ве разбрав, првен да пробам да го сосредочам прашањето. Вие сте 3 организации и сакате од 3 земји кои се вклучени во нашиот повик и сакате со иста идеја да поднесете апликација, така? Практично, бидејќи вие не прифаќате да ја поднесеме како една мрежа, да. Да, туку би требало најверојатно да ги поднесеме како 3 посебни. Да. И сега моето прашање е дали како мрежа би не констатирале како апликација? Како мрежа не. Добро. Дали како 3 посебни повици кои што би биле во 3 земји, меѓутоа меѓусебно поврзани со јасна назнака за поврзаност на 3 проекти, на 3 организации од 3 земји, воопшто такво нешто дали би, не знам како да кажам, дали воопшто такво нешто би влегло во концепт? Затоа што друга, мислам, точно е, може ни една да не добие, може една да добие, може... Да, тоа сакав јас да ви кажам, дека без разлика вие да ги поднесете сите 3 во сите 3 различни земји и региони,
не можете да рачунате дека сите три организации ќе ги добијат сите три проекти во сите три земји, па за да можете после тоа да ја спроведувате нели активноста, тоест малите проекти како некој си на некој начин регионален конзорциум. Така што, но вие имате право да си ги поднесете проектите. Така е, тоа е неспорно, тоа не беше спорно ни од првиот момент. Меѓутоа, ваквиот концепт и пристап, затоа што имаме многу добро искуство од претходни поголеми иницијативи што беа работени под како да кажам, во рамки на Светска банка, два турнуса на тоа, каде што беа опфатени повеќе земји и повеќе локални самоуправи. Имаше навистина добар успех, бидејќи се работеше на делови како што се за urban management, за financial management, за social sustainability and accountability. Се зборувам на ниво на локални самоуправи и услугите кон граѓаните. Меѓу другото, мерење на задоволство или незадоволство од услугите кои што ги нудат, во смисол на... Се да не раскажам, значи само сакам да кажам дека како концепт беше многу успешен и од тие причини размислувавме дали со тоа што ние би одбрале други како таргет општини, некои што сме ги работеле претходно, за поврзување, бидејќи како што ја разбирам, тоа ништо вас не ви значи, бидејќи секој ќе си ги разгледува башкам своите и дека поврзаноста не менува ништо. Добра. Океј, фала. Така, ви благодарам, Сонја. Се надевам дека го разјаснивме и тоа прашање. Имаме прашање од Светлана. Бидејќи напоменавме дека кофинансирањето не е задолжително, дали организации кои ќе обезбедат некоја висина на кофинансирање би добиле повеќе поени при евалуација или кофинансирањето не игра никаква улога при оценувањето на апликациите? Бидејќи кофинансирањето не го сметаме за задолжително во овој проект, автоматски не игра никаква улога при оценувањето во апликациите. Меѓутоа, секако, доколку вие успеете да обезбедите средства за и по завршетокот на проектот да продолжи целиот да продолжи спроведувањето на центрот и на сите активности, тоа останува на вас. Ако кофинансирањето ви оди во насока на sustainability, односно одржливост, нема, во овој случај не се добиваат поени плюс, бидејќи рамката за поени веќе ја видовте, но сигурно ќе има некоја додадена вредност. Така што не се бара кофинансирање, но доколку можете да го приложите, нема да биде во смисла на тоа не е кажано кофинансирање и не треба да го прикажете. Напротив, ако го имате, убаво е да видиме дека размислувате на некој поинаков начин него што само да ги искористите овие средства од грантот. Разбирате? Како опортунистички се гледате можност и дека се доделуваат грантови средства, па сега тоа да се искористи како можност да се искористат тие пари. Него доколку веќе сакате да го вклучите проектот во некоја поголема слика или преку тоа кофинансирање да достигнете некоја одржливост, убаво би било и да ја прикажете нормално. Само секунда, значи би сакале да собереме уште 1 до 2 прашања максимум и да затвориме сесијата, бидејќи веќе сме скоро половина час повеќе. Имаме прашање од Лјупчо Трајковски. Дали центрите за e-влада се фокусирани на поддршка на граѓани, корисници за услуги, и или поддршки на јавна администрација како давател на услуги? Воглавно би требало да бидат поддршка на граѓаните, како што напоменав на почетокот, би требало да бидат поддршка на граѓаните, граѓанските организации, бизнис секторот, значи сите корисници на услугите кои ги дава јавната администрација. Меѓутоа, со самото тоа што ги работиме на дигитална писменост кај граѓаните и на некој начин ја поддржуваме јавната администрација со тоа што многу полесно им биде на граѓаните да ги користат услугите. Ако
Така, уште едно последно прашање доколку има некој. Доколку не, јас би сакала да ви се заблагодарам на сите за присуството и секако и за вашето учество во ова онлайн информативна сесија за првиот дел од грантовата шема на ИЦЕДА. Секако, како што напоменавме на почетокот, снимката од сесијата ќе може да ја најдете до крајот на неделата на веб страницата на Метаморфозис и на социјалните медиуми на ИЦЕДА проектот и мрежата, која понатаму ќе може да ја разгледате во било кое време или па можеби да ја споделите со некои други заинтересирани страни. Се надеваме дека сесијава беше корисна за вас и секако ве охрабруваме да аплицирате и ги очекуваме вашите иновативни апликации. Поздрав до сите и имајте убав ден. Поздрав и од мене.